нашите соговорници и ги тој практичен совет е како да препознаеме дека грозието кое што се нуди на тезгите денеска е зрело, сочно и добро за консумирање. Добивме најразлични одговори, ќе ги слушнете малку подосна, а сега да го слушнеме и господинот Ване Јованов, кој што е наш редовен соговорник, тој го продува. Прво да прашам, ова црвеното каква сорта? Тоа е сорта кардинал. Добра, ова белото? Меѓу првите, белото е Викторија. Добра, сега, многу практично прашање. Имавме најразлични одговори како тие да препознаат дека кардиналот и Викторија, односно белото и црвеното, се сочни. Пошто јас ќе знам дека еве кардиналот е сочен. Вака сега, тоа ајде штипски речено да пробам па ќе кажам. Меѓутоа без да проба, оно се познава. Многу лесно. Гроздето кое е по-зрело, еве, например, во ќе го извадиме како зрно, во ќе го отстранеме. Овие се благи и спремни веќе за јадење, овие се веќе у фаза на зрење. Да. Значи, се уште не озреани добро и се уште не добри за конзумирање. Добро, тоа е за црвеното. А што правиме сега за белото? Сега белото. Белото е се најлесно познава по бојата. Кога ова ќе биде доста добро жолто, веќе поминува у фаза на жолто. И тоа е веќе за јадење перфект. Колку е цената? Цената е сега 60 денара. Ако вака остане, да, и белото и црвеното. Ако вака остане, ќе бидеме многу благодарни и ние и потрошувачите. Како од утринава има интерес за грозието? Па има и сега јас очекувам уште повеќе да има, бидејќи иде преображение, тоа е на 19-ти, штипјани знаат добро, ќе дојдат ќе купат најубаво грозје, па ќе го однесат во црквата и таму попу ќе го пее, ќе му направи се акала, што викаме ние штипјани и збори штипски. После тоа ќе носат дома да ручат. Добре, сега на крајот од нашиот краток разговор, за оние кои што се уште не дошли тука, каков е прегледот на цените, на овошјето, на зеленчекот, што не повеќе се бара, што е интересно за денес? Па тоа најмногу сакам да го кажам. Ако зборуваме за цените и ако испоредуваме со ланската година, ние цени имаме ова година дори поевтини. Поевтини. Значи ме патиџано 6 денара, а лани беше 80 денара. Баш синок ги гледав во тетратката, 80 денара и го немаше. Добро, што друго е? Можеме да кажеме за медонос, таа си е традиционална цена, 30 денара, морково е 60, краставичката е малку изненади, а и потрошувачите 80 денара е. Добра, пиперките, доматите? Пиперките, доматите, тие се иста цена како и лани, и пред лани, и така да сега се 80 најубавиот пипер, 60 малку тоа така. Бостанот, дињите? Бостанот 15, дињата 40, тикничките ни се доста ефтини, дури 10 денара парче. Да. Јужното овошје, бананите? Јужно овошје сега за сега, вака падна лимонот 120 денара, и бананата е стандардно 70 денара. И друго сега за сега ние и немаме јужно овошје, бидејќи не смееме да земеме многу жешко. Ако земеме цитрон, тој за една недела едноставно сменеа бојата, па се расипе и така фрламе. Да, и на крајот само сливите колку се? Сливата 60, працката 60, крушата е 80, гроздето е 60, рекоме, помпирот е 50, така да дињата не кажуваме, таа е 40 денара, али дињата е многу убава. Добро, благодараме се само за крај. Само за крај, еве. Значи, ова е тоа што го зборуваме од прегеска и рековме како да се препознае. Некои велат по гледање, дали е жолто и дали е црвено, но некои други велат по консумација. Па да видиме. Супер.